Иако 4 години постојано се жалат колку им е тешка градоначалничката функција и дека одвај чекаат да им заврши мандатот, кога ќе дојде време за нови избори, сите до еден, само со различна тактика, се тепаат за уште еден мандат, со најчестото образложение да ги завршат започнатите проекти. А всушност, кој еднаш ќе седне на градоначалничката фотелја, сака да остане во неа ако може и доживотно. Прашањето е зошто? Првата причина е моќта што ја дава прв човек или татко на градот, на релација со сите локални и државни институции. Втората се контактите што позицијата градоначалник ги овозможува со меѓународните представници во државата, власта на централно ниво и неограничен број на странски организации. За повеќето градоначалници најбитна е третата причина – располагањето со општински пари. Може би затоа пратеници и директори на престижни државни институции преферираат да се кандидираат за градоначалници. Не е случајно. Еден градоначалник на средно градче во својот 4-годишен мандат има на располагање 4 буџети од по 3-4 милиони евра или вкупно 13 до 15 милиони евра. Општината со целокупната администрација е еден вид фирма со 50, 100 или повеќе вработени, кои директно или индиректно му се подредени, која не оди во стечај и кога со години има минусно салдо. Например, општина Тетово има минус од 10 милиони евра, а на градоначалничката влакно не и фали. Ни на крај памет не и паѓа да си поднесе оставка и дури ќе биде наградена со уште една кандидатура за трет мандат, како што беше наградена општината Загубар Арачиново со пола милион евра од државата. Кога кон сите аргументи во корист на градоначалникот ќе се додаде дека тој се прашува и за поставување на раководители на повеќите институции на јавни претпријатија на одредени вработувања, тогаш одговорот на прашањето зошто сите се тепаат за прв или втор мандат е повеќе од јасен. Тука се и тендерите и договарањето околу нив. На крај славата формулирана во колку многу направив за вас, но без додатокот со вашите пари. Затоа, не му верувајте на никој кога ќе рече да се кандидирам за прв или втор мандат ни случајно, освен ако не ме натераат одгоре, бидејќи сигурно ќе го натераат.